Договорот за закуп во гасниот терминал во Александрополис во Грција, кој е предмет на проверка на финансиската полиција, бил одбиен да се потпише од поранешните стручни тела во ЕСМ. Според извори на Телма, работната група во Електрани дала негативно мислење со образложение дека нема бизнис план и проценка. И од управниот одбор на ЕСМ го одбиле договорот, но потоа владата донела одлука и му наложила на одборот да го потпише. Сега надлежните проверуваат дали договорот со кој треба да се обезбедат и други извори на снабдување со газ е штетен или не. Предметот се најде во финансиската полиција, откако новото раководство во ЕСМ во 2025 година поднесува кривична пријава против членовите на двата претходни управени надзорен одбор на компанијата, но и против поранешни функционери поради неколку одлуки поврзани со договорот со закуп на новиот терминал за течен природен газ во Александрополис со образложение дека е нанесена финансиска штета. Компанијата плаќала 250.000 евра месечно за закуп за нешто што не се користи, па од ЕСМ одлучиле да го ревидираат договорот да не се плаќа на доместокот до 2030-та, кога се очекува да почне да се испорачува газ во земјава според потребите. Поранешниот вице-премиер и сегашен пратеник Битики за Телма пак додаде дека договорот никако не може да се каже дека е штетен. Со закупот кој го потпишавме, ќе може земјава да се снабдува со течен газ од Соединетите Американски држави, нешто за што се пофали и оваа влада. Соединетите држави имаат и удел во тој терминал и договорот е дел од стратешкото партнерство со нив. Не само што договорот не е штетен, туку е постигнат во време на енергетска криза, кога сите водеа битка, а ние во тоа време направивме закуп на количини кои ќе може да ги користиме. За кривичните пријави по една година се уште нема епилог. Од финансиската полиција пред известно време кажаа дека се прибираат потребните документи. Кога ќе ги собереме сите докази, кога ќе ги повикаме на разговор сите инволвирани лица, кога ќе анализираме целоста документација, доколку утврдиме кривично дело, ќе поднесеме соодветен поднесок до јавното обвинителство. Во 21-та година ЕСМ и Националниот енергетски систем потпишаа договор со кој беше посочено дека ќе се стекнат судел во терминалот и гасната централа, каде нашата земја ќе стане стратешки снабдувач на природен газ од САД и Блискиот Исток. Во проектот беа вклучени и Србија и Бугарија. Терминалот за течен газ почна со работа во октомври 24-та година и преку него се снабдуваат неколку држави од југоисточна и централна Европа.